Здраво, драги мои! Добре дојдовте во Кво Вадис. Додека светот се уште не може да се прибере од впечатоците и шокот дека Доналд Трамп победи, поточно нивните донори, демократите изгубија, а од друга страна огромната радост на обичните луѓе, на семејните луѓе, на религиозните луѓе, на трудолюбивите, на оние што сакаат закон, ред и мир и дома, и во светот. И таа борба е таква каква што е. Се надевам дека ќе биде вербална, ќе биде борба на идеи и дека ќе преовладеме. Искрено верувам дека семејството, Бог и вредно работење се највисоките цивилизацијски достигнувања кои се базирани само на една работа, а тоа е љубовта. Љубовта кон Бог, љубовта кон семејството, љубовта кон себе, љубовта кон ближните и спремноста да се направи се за да се помогне, бидејќи кога се помага на друг, помагаш на себе, помагаш на своите блиски, бидејќи таква е синергијата меѓу луѓето, меѓу светот и човештвото. Никогаш се што добро ќе направиш не е празно, колку и да тебе ти изгледа во моментот. Но, да се вратиме на реал политиката, која е и не е баш многу весела. Имено, драги мои, само што заврши изборите, само што е дефинитивно веќе нели Доналд Трамп председател, иако уште формално не е, денеска среда ќе се сретне на денот на ветераните, ќе се сретне со Бајден. Бајден кутриот една трагична личност, но колку и да е трагичен, секој сноси одговорност за своите постапки, свесни или невесвесни. Ја искрено мислам дека е буквално злоупотребен. Не се. Она што нас не интересира, како Доналд Трамп ќе постигне мир во Украина. Тоа е, мислам, клучот во овој момент цивилизацијски, светска политика, глобално, каде што работите ќе идат во крајно, радикално позитивна насока. Ако он ги изнесе некои точки, тоа се точки како ќе го постигне мирот, иако мене уште не ми се јасно дефинирани, но имам намера да ги проучам малку во наредниве и да ги дебатираме. Оно што ми е најбитно е што излезе со 5 точки како ќе се бори против финансирањето на разноразни невладини организации кои работеа исклучиво за ЛГБТ, сите оние нивни ограници, се што е нели што го разорува семејството, што ги разорува децата, образованието, да се вратат работите во нормала, она како што ние го знаеме, како што го очекуваме, како што е по моралот и етиката најнормални. Да љубиш, да работиш, да помагаш. Се друго е извитоперен. Гличовите во Матрикс треба да се вратат, но многу програмирање ќе има. Што се случува на меѓународна сцена во воените конфликти? Имено, мислам дека Зеленски е свесен дека му се одброени деновите на оваков или на онаков начин. Не знам дали знаете, но во Украина демократијата е суспендирана со години. Значи, нема позиција, нема опозиција, има само тоталитаристочко владење на Зеленски, и кај нив е сега, ко другчија каже, клевече и лаж. Само идење у војна против Русија и ништо друго не се признава. Во овој момент се случи голем напад врз Москва со 50 дронови. Значи, досега е ова без преседан од страна на Украина. Пардон. Без преседан и многу дрско. Очигледно дека е ова тешка провокација, бидејќи дронови не можат ништо да направат сериозно, но можат да предизвикаат голема реакција
кај Москва и предизвика во овој момент квичат низ цел свет како Москва го бомбардира Киев. Не знам што очекуваш, не оправдувам. Немој погрешно да ме сваќате дека држам, јас сум проамерикански тип, растен сум со Џон Вейн, со Изи Райдер, со Кюбрик 2001, со Джип, со работи со Малборо Мен. Така, тоа ми е. Ја немам кинеско-руски приоритети, но имам демократски. И кога Америка ја губи демократијата, балансот, ако треба, ќе го барам и на крај на светот. Во овој момент, за жал или за радост, како сакате сватате, единствените кои се спротивставуваат на таа демократска перверзија, која ја продаваат, ја прегазија Европа со тие нови школски системи перверзни, со мигранти, истото и во Америка и се случаи така натаму. Америка многу време и многу работа ќе му треба на Трамп тоа да го врати и ќе мора тоа институционална борба. Значи, Украина ја нападна Москва, ја нападна Русија, поточно Москва ја нападна директно, а Русија возврати. Нормално, они го очекуваат тоа, го посакуваат тоа за да плачат низ светот. Ете, русите шо правеле за да се обидат да наметнат страф од Русија, дека Русија ќе отиде, ќе окупира цела Европа и они би сакале Европа да ја турнат во војна, Германија особено, да влезе во директна конфронтација, да отиде германски трупи. Ги видовме германските трупи. Како помина, го видовме и Бонапарта како помина, и Хитлер како помина. Знаете, кога браниш свое, тешко дека некој ќе може да те победи. Сетите се на Виетнам, колку беа супериорни американците, но високо мотивирани луѓе, решени да гинат за своето и за својата земја, своето семејство, не може ништо да ги победи, колку и да ги палиш со напалм. Ситуацијата е многу драматична и мислам дека до примопредавањето на власта ќе се обидат да се разгоруваат многу места, многу ситуации, особено шарената револуција. Сега Сорос е фокусиран во Израел, да се смени Нетањаху и да се испровоцира криза во владата на Израел, да се ослаби Израел и да се направи, да се постават своји марионетски про-Сорос ликови како што се во Европската Унија. Но, велам, сево ова ќе биде многу интересно, многу напнато до крајот на мандатот на Бајден, кога негдека во јануари или февруари ќе има предавање на власта, положувањето на заклетва и ставањето во функција на сите оние програми кои треба да настапат. А Трамп од првиот ден искача со програми за economic recovery, за секнување на фондовите во 5 точки на NGO и враќањето на образованието во нормала, и сето тоа што ќе се случи во Америка ќе има како да кажам, ќе одекне, ќе има ефект низ целиот западен свет или проамерикански свет, кој беше принуден да се откаже од својот здрав разум и да почне да спроведува тоталитаристичка, социјалистичко-комунистичка диктатура или систем надвор од умот. Ја животот го поминав во тоа да немаме воен рок. Ја лично сум се залагал, гледам се, а пак ќе го враќале. Сето тоа е систем да една гарнитура владее. Не, јас сакам демократија. Ми се допаѓа кога во демократијата ќе се изроди некоја личност како Путин, но не смее да биде вечна. И во Кина, прекрасна е Кина, напредува, но не ми се допаѓа што е една партија. Не знаеш кога може утре некој луд да дојде и да застрели. Затоа демократијата е, иако е лоша, иако има многу мани, е најдоброто нешто што како цивилизација и човештво. И ја тоа го посакувам и во Русија, и во Кина, и во Јапонија, и во Израел, и во Иран, и во Америка.
Америка ја губеше. Затоа што Америка ја губеше демократијата и стануваше социјалистички диктаторшип, затоа дојдовме до ова. Во едно општество потребна е здрава левица, ама многу здрава левица, затоа што низините суштински заложби се многу хумани, многу позитивни, но потребна е економска локомотива, а секогаш економијата била добра кога е во рацете на десницата. Секогаш. Десницата си има свој мани, но ова е најдобрата доблест неизина. Левицата си има и тој баланс, таа синергија, тој јинг-јанг во светот е она што ни е потребно. Дали се разбираме? Не можеме сите ни дома да сме исти, но дали ќе успееме да се усогласиме не со тоа што ја ќе ги искомандам моите, туку и јас да се прилагодам спрема нивните разумни барања, како и јас да не претерувам со моите. И тоа е среќен дом. Тоа е дом исполнет со хармонија и со љубов. Тоа е тоа, а не команда ја ќе трестам со раката и така ќе биде. Не. Thank you and fuck you. Јас сум за слобода. Моја, ваша, сечија. Така ќе просперираме, така ќе имаме подобар живот. Бовадис.